Добра вечер, 24 анализа. Продажбата на државното земјиште што беше направена со дооформување на парцела спроти градскиот трговски центар ја разбранува јавноста. Дали и што таму треба да се гради? Дали цената од 300 евра по метар квадратен за продажба во строгиот центар на градот е соодветна? На овие теми вечерва во студиото ќе разговараме со градоначалникот на општина Центар, Саша Богдановиќ. Добро вечер. Добро вечер. Мартин Пановски, Асоциација на архитекти. Добро вечер за вас. Никола Писарев, граѓански активист. Добро вечер и за вас. Богдановиќ, ќе почнам со вас. Неколку пати кажавте дека 60 катници таму нема да се градат, но до сега се уште не слушнавме што ќе се гради на оваа конкретна парцела. Добро, најпрвен да ве поздравам вас и сите гледачи кои што не гледаат. Ние имавме, односно јас имав таква изјава уште во летото, кога имаше од директорот на ПУИК дека таму се предвидени 60 катници, а уште тогаш демантирав дека таму ќе дозволиме да се градат 60 катници, не само таму, него на било која локација на територија на општина Центар. Зошто го тврдам ова? Зошто го кажувам? Бидејќи 31 план, вклучувајќи го тој, се под мораториум, односно популарно речено меѓу граѓаните, но одлуката која што донесе Советот на 27.12.2017 година е за неизвршување на плановите, со тоа што сето тоа што е уцртано и предвидено години наназад, сега ќе биде предмет на ревизија и веќе е предмет на ревизија од страна на општината Центар. Тоа значи дека ги ревидираме плановите со тоа што сето тоа што сметаме дека не треба да се гради, односно тоа што ќе проценат дека луѓето треба да биде на одредена локација на територија на општина Центар, ќе си го кажат на нови јавни анкети, со тоа што ќе и со тоа ќе направиме промена на се она што го имаме затекнато како детални урбанистички планови. Што ќе се цртува таму, што ќе се гради, бидејќи претпоставам дека вие како општина тоа мора да го знаете, урбанистите не цртаат сами. Значи, тоа е често поставувано прашање, но процедурата за носење на детален урбанистички план не ја носи градоначалникот. Тоа е процедура која што започнува од планерска куќа, па потоа оди во комисија на општина Центар, па иде во комисија на град, па иде на јавна анкета кај граѓаните. Има неколку процедури, така да ние тој план не го цртаме сами, него ќе го цртаме, односно ќе го работиме и го работиме веќе заедно со институциите, планерската куќа, а подоцна ќе биде на јавна анкета, така да самите граѓани ќе учествуваат во сето тоа и ќе кажат што е најдобро за местото кое што е предвидено. Велите го цртата, веќе имате начално што ќе се гради таму? Не. Ние сега се работи. Финалната верзија ќе биде кога ќе дојде до она фаза каде што Советот треба да оцрти, прво да изгласа нацрт верзијата, а потоа да помине ни сите оние институции кои што треба да го помине деталниот урбанистички план, дали се како што треба, но нас најбитна ни е јавната анкета каде што ќе биде отворено и сите граѓани ќе си кажат на тоа место што сака да има. Пановски, како прв човек на Асоциацијата на архитекти, ќе ве прашам за почеток дали и што таму треба да се гради конкретно на оваа локација за која што зборуваме. Вака, видете се, да ви одговорам што треба да се гради таму, треба некој да направам поголема анализа што точно треба да се прави. На памет да ви кажам сега после 2-3 дена, тоа е тотално непрофесионално што треба да се гради. Само можам да ви кажам дека таму е предвидено од 63-та наваму дека нешто треба да се гради. Во моментов имате паркинг и имате куќи кои што се приземни објекти и така натака. Во јавноста некако излезе дека таму ќе се градат 60 катници. Без да се каже што значи тоа да се гради 60 катници. Че јас сакам да кажам дека јас лично немам ништо против високи објекти во Скопје. Колку што се консултирав и со управниот одбор, никој нема против високи објекти во Скопје. Што значи висок објект, што значи 60 катница? Ако го анализирате планот кој што во моментов е под мораториум, една парцела, таму станува збор за 3 парцели. Што никој не го кажува и сакам многу јасно да се кажат работите. 3 парцели од кои што едната е 14.000, втората е 13.000 квадрати, третата е 8.000 метри квадратни. На секоја од тие парцели дозволиле, со претходниот план е дозволено 200.000 метри квадратни да се изгради површина. Доколку таа поделите на 60 ката, ќе добиете дека футпринтот на таа кула би бил 3.500 метри квадратни. Што значи дека на парцелата од 14.000 квадрати
ќе ви останат 10.500 метри квадратни да ги уредите како јавен простор. Во јавност, колку што гледам, е дека ставот е дека тука ќе има кули и толку. Ме разбирате, таму имало и предвидено и предходно кули, и ништо не е ново да се градат високи објекти, поготово во денешно време, да се градат високи објекти за да се ослободи просторот долу на земја за такозван public space или јавен простор. Сега е прашањето како општината ќе му наложи на приватниот инвеститор тој простор да биде јавен. И за тоа има механизми. Еден од тие јавни простори, земете го Рокфелер центар, Рокфелер плаза, прочуена е приватна инвестиција, го одржава Рокфелер центар, не е тоа општинска инвестиција и тоа е public space. Мора да знаеме дека веќе такви нешта треба да се случуваат во Скопје. Ова е став на асоциацијата. Ова е мој личен став. Асоциацијата како асоциација, ви кажувам повторно, нема никаков проблем со градење на високи објекти. Разговаравте ли во асоциацијата за конкретен став околу оваа тема, за конкретното? За конкретниот став е дека веќе е време во нашава држава и кога имате приватна инвестиција, како што е ова, да се направи конкурс. Јавен конкурс. На јавниот конкурс да се прикаже што ќе се гради. Ако е приватно. Во светот денеска има и дури и тоа, може би треба да почнеме да го работиме од сега па натаму. Например, еден од тие ревитализацијски проекти во градови, во Лион ви е Confluence. Во Confluence дури не можете да ја купите земјата. За да ја купите земјата, треба да приложите идејно решение, такозван конкурс. Цената е фиксна на земјата. Во моментот законската регулатива е таква како што е, за 300 евра ја купуваат земјата. Еве, дајте да ја смениме, имаме проблем, очигледно дека имаме проблем, дајте да ја смениме регулативата и дајте кој сака да ја купи земјата, нека направи конкурс. Ќе го организира конкурсот град Скопје или општина Центар. Кој има најдобро идејно решение, кој има најдобро решение за сите граѓани, тој ќе има дозвола да ја купи земјата. И ќе мора тоа да го направи. Ако ве разбрав, не е проблем да се изгради тука 60 катница според вас. Воопшто не е проблем. Богдановиќ вели нема да дозволи значи, да се изгради 60 катница. Воопшто не е проблем. Повторно ќе ви кажам. Малци имаме проблем дека ништо не смееме веќе да градиме. Имаме едно бреме од Скопје 2014 кој што го носиме, кој што сега се пренесува дека ништо не можеме да градиме. И така има изјави. Дури има изјави од властите дека не смее да се гради во Скопје веќе. Ако не смее да се гради во Скопје, тогаш дајте да бидеме сериозни луѓе, не памфлети да фрламе. Сериозните луѓе викаат, не смее да се гради во Скопје, што произведува? Затворете го архитектонски факултет, затворете го градежен факултет, затворете делови од машински и електрофакултет и тогаш ќе разговараме. Богдановиќ, сакавте кусапа? Да, само на кратко. Решавањето, односно градењето, треба да превземе, односно да предвиди уште неколку други чекори. Не е само да се изгради, него треба да се земе целата околина околу местото каде што се гради. Значи, ние како општина Центар не се замараме само со урбанистички што ќе се изгради, него треба да размислиме околу делот. Значи, пред се сообраќајот, делот како ќе се реши околу тој простор, не само тој, него сите останати. Ние бидејќи во изминатиот период бевме сведоци дека планови се носат преку ноќ. И ако гледате во години наназад, значи 2012 се донесени, да кажам, 60 катници, пред тоа биле 100 катници. Значи имате разни измени и тоа се случува насекаде на територија на општина Центар и на други места во градот, но јас можам да зборам за општина Центар. Тога што го кажа Мартин, ека навистина на после Скопје 2014 навистина има верзија за се една цигла да ставите, луѓето реагираат. Ние затоа рековме, кога дојдов како градоначалник до Советот на општина Центар, побарав да донесе одлука, бидејќи Советот е надлежен за носење на планови, за неизвршување на плановите, за да ставиме на ред
и полека план по план луѓето се одлучуваат што сакаат да се прави на тој простор. Јас сметам, иако не сум урбанист, не сум архитект, дека такви висини само ќе го оптеретат градот. Во нормална процедура, каде што ќе биде запознаета јавност, архитектите, урбанистите и така натака, ќе си го искажат својот став, ќе си се направи планот, бидејќи стар план може само да се исправи со нов план, ќе си се донесе план кој што ќе одговара и на граѓаните, нормално и стручната јавност, јавноста поширока, и тој план ќе си биде донесен, ќе се исправат сите грешки не само таму, него на сите останати 30 планови каде што имаме прогласено мораториум. За конкретната парцела се знаете со инвеститорите вие лично? Да, ги имам запознаено инвеститорите, бидејќи и претходно имаат работено на територија на општина Центар, но конкретно за конкретнава локација не сме разговарали ништо. Ако тие се уште не знаат што ќе се гради таму, кој е нивниот интерес да ја купуваат парцелата? Па не знам, значи не можам да кажам кој е нивниот интерес, бидејќи ние во општина Центар ништо официјално немаме добиено, ниту како проект по Постечкиот дуб, а и да поднесат било што по Постечкиот дуб, ќе бидат одбиени од наша страна, бидејќи ќе им биде доделена одлуката која што е од Советот на општина Центар, а тоа е дека има мораториум и таму не може ништо да се гради, доека не се смени нов план. Писарев? Скопје, Мартин е управо, ние имаме уплав. Од две работи. Едната е градење, другото е сечење дрва. Значи, може да падне дрво да ја утепа тројца, али ние имаме уплав да сечеме дрва, имаме уплав да градиме. Ова сега само докажува дека луѓето се управа за уплавот што го имаат. Затоа што ова доаѓа преку ноќ, пазите, тој инвеститор што ја купува парцелата, поднесува барање на 21 август. За 2 месеца му се решава све. Му се решава до оформување на парцела со сите салтанати и он ја купува по 300 евра квадрат. 300 евра квадрат иначе во Охрид, во Маврово веќе има плацови по 200 евра, во Дојран во центарот е 300 евра квадрат. Значи, и некој одобрува да се до окрупнува парцела, само затоа што законот вика дека може, ама не може. Значи, не етички, тотално не етички е. Целата постапка е неетичка према граѓаните на Центар, према граѓаните на Скопје, према сите нас, па ако сакате и према архитектите. Затоа што некој решил дека тоа може да го земе, значи прво тоа тргнува, знаете како? Као жива. Од топламер порано ќе се скрши и ќе се распрчкаат парченца и еден иде и ја собира. Таму имате парцели 100 квадрата, 108, 102, тие некој ги купува. Ги собира во една парцела. Па од таа парцела со МПЦ заедно со овие обновител, како ли се вика таа фирма, формираат и доаѓаат до некои 3000 квадрата и во август месец они добиваат до 9000 квадрата за едно парченце од целиот дуб, кој што е во постапка на ревизија. Значи, они сега практично на тој начин, според мене, е многу голем притисок на општина Центар дека они сега не можат да помераат. Што ако општината рече да помери маркицата за 10 метра, во дупот или за 20, ни парцелата има 9000 квадрата, тоа не е нешто многу. Да се разбере. Не мора да значи. Што не мора да значи? Дека ќе се ама после пак ќе треба државата. Извини што ти упаѓам. Окрупнување, смалување, стеснување, тоа се уредува со детално урбанистички план. Тоа се уредува, ама кај одиме? Дали луѓето што живеат таму во куќите се консултирани во некоја фаза што сакаат, како сакаат? Дали оти таму има и нивна приватна земја? Дали со ова се обезвреднува нивната земја или они добиваат на вредност на својата земја? Само да завршам. Целата постапка мене ми е шверцерска. Едноставно ова мене ми е шверцерска работа. Која што ја направи Министерството за транспорт и врски, министери сите таму. Ова е прошверцуење да се тоа прошверцуе. Иначе апсолутно се слагам дека тоа е голема парцела, има место, тамо треба да има јавен простор, па Скопје е најзагаден град у свет, малте не у Европа, и мора малте да се внимава на тоа. И ова што го вика Мартин. Да, тачно, има делови кај што треба и треба да се оди висина. И јас исто да ќе ви го кажам дека мора да се не на 60, на 100. На 100 за да биде ова пенкало на оваа површина многу малку смета, затоа што основата му е мала. А ако ги спуштиме не, пазите, јас мислам дека тајното инвеститор сега моли Бога во новиот дуб да бидат 10 спрата, 20 спрата, затоа што е лесна за работа. И ќе го добиеме дуб црква 2 пресликан у Центар стари аеродром. Затоа што му е полесно да гради, Мартин, нели 20 спратница? Со овој дуб во моментов таа 200.000 квадрати или да на 63,5 или целата парцела ќе ја заземе на 8 ката. Анализата е направена. Така е. 8 ката ќе добиете блок. У кој што ќе опфати све. И затоа никој нема проблем у Скопје, мене тоа ми е смешно. Со да, настал нема проблем. Управо си. Апсолутно е така. Луѓе од странство кои што доаѓаат колеги,
кој ќе помине по Октомвриска револуција, се фаќа за глава за зградата. За 100 катница нема се фада за глава. Нема да се фада затоа што ви го остава простор долу, јас се слагам. Со Дали ќе го остават? Општината ќе им наложи. Мора да им наложи. Ќе им наложи. Општината во Новиот Дуб може да наложи дека за ова треба да има јавен конкурс. Јавен конкурс за решение како ќе Може во изгледа. Новиот Дуб тоа да бъде. Да, ма он веќе ја купил земјата. Значи, ако ја купил земјата, Што има врска како купил земја? Ќе се жалат, ќе тужат, ќе Не барат може да се жали, обештетување, види. ќе се понављаат случајот со Не, аеродром горе долу Никола, со мора да се Ама, почне. така. мора да се Мора да почне. се почне со една приказка кај нас. Апсолутно. Ние во еден момент влеговме од социјализам во капитализам. Капитализмот го свативме дека ова е мој. До пред некое време, као проектант, можам да ви кажам, имавме, кој ќе дојде и сакам да правам зграда, и ќе му каже зградата треба да биде волкава. Може да биде волкава. Кој ќе ми каже бе мене, моje е. Тек сега почна да сваќа дека има правила на Да, игра. ама не, спорно е зашто е продадена земјата. Види, не е спорно тоа. Зошто не е сменен? Законот е спорно. Па зашто не е сменен законот и Тоа е зашто е спорно. злоупотребен законот? И законот никде не вика мора да се продае зградата. Не, вика. Не вика, вика може. Може. Вика може. Законот вика може да се дооформи парцела и не мора. Можел тој истиот закон да каже чекајте луѓе нема дуп. Не е, дупот е под мораториум, он е спорен, ќе се Дали ревидира. можеше да Почекајте не се месец, два, три, Ја не обратете сум се. слушнал У општина, дека некој што има процент од градежна парцела не му се дозволило. Добро, но законот Заради- вели може, да, Што е според моментот? член Законот 15, вели може да законот појасни. вели ова е, може. ова е, само- само извини, ова е земјиште во најстрогиот центар на градот, кое што припаѓа на сите нас. До сега било паркинг, значи не било ништо практично. Не било И сега било паркинг и црквата и дел било државно. Значи и црквата си имала удел со тоа што делот Добре. од средствата кои што се наплаќале се префрлале, бидејќи на си имала црквата си ги договор. добивала добро. Што е моментот? Кај правото не постои, не застанувам се овде да делам. И тоа земјиште во Маврово, правото е исто кој што е земјиштето во центар. Ама кај е правдата? Само Правото не, е право, ама кај е само правдата? сакам да докажам. Што е моментот? Без разлика. Дали било државно, дали било приватно, дали било се. Значи, јас сега го гледам в делот кој што е нас како кај општина центар. Ние се треба да се посветиме тоа што го кажа Мартин, да видиме како тој дел ќе изгледа. Прво, го кажа Мартин убаво, таму има и луѓе кои што живеат, ако поминете, јас Знам. разговарам и се јавно повикам новинарите да направат еден прилог, луѓе кои што живеат таму како во 19 век во строг центар. Нема канализација. Апсолутно. Нема канализација. Со деталниот урбанистички план, висини, мисини, тоа ајде, ќе се намалува, ќе се прави, ќе се уцртува што е можно повеќе јавен простор и зинел. Мора да размислиме дека со планот се решаваат проблеми и за канализација, улици, патишта, тротоари и така натака. Затоа треба да го земеме тоа во целина. Ние свесни за целата таа работа, затоа рековме стоп. Знаевме што ни се случуваше кога се носеа плановите избрзано и без јавни анкети, без учество на јавноста, па денеска не боли глава затоа што не изникнуваат работи, бидејќи тоа требало да се реагира на времето кога се уцртало. На жалост, не можат сите да бидат урбанисти или архитекти да знаат што се правило, ама во времето уназад кое што ни се случувало, се исцртувало и после ќе не заболи глава кога одеднаш ќе никне. Многу е тешко, јас ви кажувам, во правна процедура вие некои работи што се случувале пред 6 години, како што е планот од 2012, па ако вратиш поназад 10 години, да видите какви правни работи се случувале. Значи, донесување на план, Мартин знае повеќе урите, тоа е, например, како устав за нас во општина Центар. Ние баш од таа причина донесовме на таква одлука со која што рековме стоп. Дајте да луѓе сите грешки што се правени во изминатите 5, 10, 15, 20 години да ги застанеме и да почнеме да ги ревидираме. Само баш што нешто заради да тоа, појаснам. Не ги гледајте сега што излегуваат некои работи, сега што излегуваат. Ама тие работи излегуваат сега заради тоа што некој претходно окрупнувал, исцртувал, зголемувал, правел. Значи, ајде да се вратиме малце наназад како од 2012 тоа стигнало 6 или како од 2008 стигнало 100 кат. Значи, Не, тоа ако се враќаме, ќе се враќаме до 60-та година. Затоа ти кажувам. Да, ама не Ајде не се сега разбира. во денешно, сега збориме за денешницава. Ставено е, не може да се добие одобрение за градба. Еве, има идеи како да се направи сето тоа. Ајде да застанеме и да кажеме што сакаме да имаме таму. Не само таму, него во Да, ама тоа е цел процес, на тој може да трае.
Па нека трае. Океј, тоа не е од денеска за утре. Боле да трае, ама на крајот ќе кажеме, тоа е, така ќе биде. Да, ама ако не биде задоволен инвеститорот, тој што ја купил земјата, што правиме тогаш? Значи, ја ви кажувам дека сакале, некеле се врши директен притисок на сите кои што се во процесот, да тој мора да ги задоволи сега и оти пазите, една работа се интересите на граѓаните кои што живеат там во тие куќи. Друга работа е на инвеститорот кој што има 9000 квадрата кој што ќе се брза и ќе стиска на друг начин да овие луѓе се една категорија. Еден начин и многу мало може да добие комплетно нова инфраструктура, све. Илјада начин има како да они добијат валоризација на својот имот. Ама што правиме со овој што на сила државата му го дава практично? Без разлика, он не може ништо да прави, има ставено рака на него. И сега? До кога? Вечно? Ќе држи. Дури и општината да реши да прави парк таму. А што правиме, например, ако ние го измениме дупото? Тоа е прашањето. Ама што правиме тогаш што? Јас ќе ви кажам, ние имаме позитивен пример каде што имав модерен блок, знае Мартин, на поголеми планови се делат на блокови за да може полесно да се работи. Ние имаме позитивен пример каде што сме намалиле спратност во договор со граѓаните. И се зачувала таа постоечка состојба, бидејќи граѓаните рекле, слушај, ние си имаме постоечки куќи, 5+2, мислам дека беше таа висина, не сакаме нагоре, како што било пракса порано. Задржете ни ја, зошто? Затоа што сакаме да ни остане мирот и рад. Може и тоа го сакаат исто до многу мало, така? Тоа ќе седнеме, јас убаво. Ама што ќе правиме со овој што купил 9000 квадрата со ќе си има јавна анкета, ќе си има јавна анкета и ќе си се расправа. Луѓето кои што живеат таму ќе си го кажат својот став. Они мора да си го кажат свој. Луѓето кои што си имаат собственост, тоа мора да го запазиме, ќе си го кажат својот став. Јас тоа го кажам. Дали мораше да се продаде земјиштето во овој момент кога има мораториум на деталниот урбанистички план, кога законот вели може да се продаде, значи не вели мора да се продаде, дали можеше целата таа постапка да почека додека вие го донесете деталниот урбанистички план? Разговаравте ли вие со Министерството за транспорт и Ние разговараме за многу процеси. Конкретниот? Ние разговараме за многу процеси, па и за конкретниот. Бидејќи ингеренциите ги немате вие се уште. Моментот што е? Таму е фактичка состојба дека МПЦ и луѓето кои што се наведуваат си имаат одредена собственост. Вие и да сте крателе, повторно ќе имале можност да дооформат нешто. Моментот, јас пак ќе го повторам, собственоста. Ние имаме случаеви каде што, например, и државата е собственик некаде, не државно земјиште и они си испланирале катна гаража. Во зеленило. Добро, може да испланирале градинки, например, или нешто што од јавен интерес држава. Не, само да се... Ние не се сложуваме. Значи, не е приватен. Државен. Испланирале дека треба. Ние викаме таму не сакаме. Се одвои, се премести на друго место, тоа здравје Боже, сега кога ќе бидат неколку планови донеси, ќе го испрезентираме до јавност. Зошто? Затоа што фалело паркинг место, тогашната власт сметала дека треба да се направи катна гаража, да се исцрта на таа слободна површина. Ние сметаме дека таа површина која што е зеленило не треба да се трне и да се помести на друго место. Затоа ви кажувам, деталниот урбанистички план кој што ние планираме не само таму, него на сите останати 30 дупа кои што ќе ги носиме, односно кои ги ревидираме, јасно ќе ги прикажеме за белешките, односно политиката на општина Центар. Што планираме со сето тоа да направиме? Пред тоа нема да бидеме себични да се затвориме, него ќе го отвориме и ќе кажеме има можности каде што ќе се дадат решенија, што да се регулира, што да се направи, таму треба и комунални некои работи се задоволат, така да има простор што може да се направат. Имаме можност, тука си архитекти кои што ќе понудат многу други решенија. Може ли овој простор да остане јавна површина да го вратите назад? Си има законски процедури со тоа што треба да се види вредноста која што треба да ја платиме. Тоа се обештетување би требало. Да, само ви дозволам Мартин, само да задам. Тоа сакам да го прашам. Да, си има начин на кој што може, со нормално со тоа треба да добиете согласност. Ние имаме неколку такви случаеви каде што при вршење на општо добро правиме експроприација, со тоа што треба да видиме која е вредноста што треба да се плати. Општината располага со одредени средства, сега зависи ако е сумата преголема, ние сами тоа не можеме да го направиме. Да, ние може да, например, да покриеме одреден дел кај што правиме одредена улица и имаме експроприација, но, например, за поголеми квадратури не можеме сами тоа да го направиме. Во овој случај би требало да обештетите и за државното земјиште и за приватните сопственици, за она што би било предвидено по
урбанистички план, предпоставувам. Да, Што веќе било предвидено кога било купена земјата. Било Да, купено. тоа е Пака но- сега. Значи, Проблемот. она што го кажуваш за купопродажбата, ја не сакам да зборам бих за Само ако може првино околу обештетувањето. Да, ама обештетувањето тоа сакам да ви го кажам. Значи вие имате парцела, градежна парцела. Во овој дел сте собственик, другиот дел е Република Македонија. Вие имате права на таа градежна парцела. Не е дека ги немате. Ги имате правата. Не може да градите сами, али ги имате правата. Не може да ви ги одземат. Така да дали сега го продале или после го продале, правата на тој собственик остануваат. Единственото може да се разговара за дали сега или после е цената на продажба на земјата. Затоа повторно ќе се вратам. Скопје 2014 додека, значи првиот пат кога ме праша што е најстрашно в Скопје 2014 е разорениот систем. И ние не почнавме да го враќаме разорениот систем. Не. Да се разбереме. Имаше една иницијатива за измена на закон за градење и за измена на закон за урбанистичко планирање, каде што беа викнати сите чинители, вклучувајќи ми и мене, да присуствуваме, да се формира работна група и толку. Мартин, земјиштето е продадено по стариот закон. А по цена, по уредба која што е донесена од 2016. Отприлike 3 пати помалање од Значи, прилатно. нема промена, ниту на законите за кои што претходно имавме сериозни реакции, нити на уредбата. Тоа и да го кажувам. Јас имам сериозни реакции дека законите треба подитно да се сменат. Да, но владата сега се повикува се е по закон. Значи, земјиштето е продадено по закон и не само тоа, туку и ова, и следни и други. Е по закон. Проблемот е што ние, владата, не ја повикуваме за вистинската работа. Ние, како граѓани, треба да ја повикаме владата зошто не ги менува законите. Ние ја повикуваме владата да стопира градба и прогрес на еден град. Не, паралелно со тоа Во пишуваме моментот, и ние за... во моментот тоа е проблемот. Да не се гради ништо и да имаме јавен простор. Ај сега да го дефинираме јавен простор. Што значи тоа јавен простор? Јавен простор е парк, жена парк. Во моментот жена парк служи за кампери, за протести од разни причини. Што е јавен простор? Не кажете ми што е јавен простор во Скопје. На користење на граѓаните. Простор кој што граѓаните користат за различни Добро. цели. Е сега. Сега, дали тој простор, државата, во моментот, сега да бидам реален, Ајде. дали тој јавен простор, било кој јавен простор во Македонија, кој што е гостопанисува Република Македонија, дали тој функционира? Не е битно. Многу е битно. Апсолутно не е битно. Многу е битно. Не е битно, Мартин. Затоа што утре може да функционира, ама кога е приватен тој не може да функционира. Зошто? Утре. Тука е разликата. Зошто Па затоа не што може да стави тараби. Не, чекај. Ама Може да доаѓаме се на може, истото. може и влада Република Македонија стави ограда и тој беше јавен простор и владата стави тараби. И владата стави тараби, да, ама владата стави затоа што е објект од специјален Значи, интерес и така никаква гаранција не е дека тоа нема да се одреди. Али друга гаранцијата, доколку вие направите договор со приватниот инвеститор, дечко ти ќе добиеш овде. Ама тоа треба да изгледа. Тоа и тоа, Така е, јас се и слагам тоа со и те. тоа, Апсолутно. и ова ќе имаш новогодишна елка. Ама ние не И го тоа ќе видовме, ама ајде да го видиме како ќе изгледа, па да кажеме добро е, нека му го продае државата. Тоа е светскиот тоа на тренд. почеток Па го ја кажа. го зборам Тоа на истото. почеток го Тоа е кажа. светскиот тренд. Да видиме како. Тоа на почеток го Дајте кажа. урбанистичко архитектонско решение да видиме дали ќе биде брод, дали ќе биде магаре, дали Тоа ќе на биде почеток едро, го кажа. дали ќе биде езеро и ќе изгледа така. И сите луѓе ќе го видат и ќе кажат сакаме да магарето го сакаме или го сакаме едрото. А сега ние не знаеме што сакаме, Сара. не знаеме што не чека и не знаеме дали ќе биде срво извини 60 спрата или ќе бидат куп чирчиња по 10 спрата. Може и тоа. И што ќе биде ако бидат куп чирчиња по 10 спрата, Може во да основа не по 3000 Може да не магаре? дадеш Како, дозвола. како се утврдува што ќе биде? Тоа вие утврдувате Со според носење договор. на план. Со носење на планот, така е. Па јас затоа Добре, со носење на планот пак има носењето на планот ќе дае ова или ова. Со носење на АУП, кога инвеститорот ќе дојде со Е, архитектор, така е, план. така е. во општината, тогаш општината може да каже, може легитимно да каже, до сега го нема кажано никогаш. Дечки, ова не може да го градите. По закон е, ако е по закон. Тачно. Сега нема никој да знае. Јас сакам да бидам и таков малце, не сакам многу да филозофирам. Општината може и легитимно да каже, ружен ви е проектот. Зашто да не?
И у центар на град ваков ружен проект не може. Или може да каже, дечки, ова е феноменално, супер е, терајте. Значи, тука останува. Богдановиќ, дали прво кажете ми кои недостатоци и грешки беа утврдени во планот сега што го ревидирате? Значи, прво, ќе тргнам од оно основното, дека во најголемиот дел од плановите, кога се носеле, јавните анкети биле закажувани, односно незакажувани, така ќе се изразам, со тоа што не им било дадено простор на луѓето да си кажат што планираат да се црта во нивната населба или мало. Не само таму, зборам за повеќето. Знаете дека имавме случаи во општина Центар да се носат планови преку ноќ. Ние заради тие причини, меѓу другото, имаме и на некаде места каде што се надминати одредени проценти или така натака на тоа што е испланирано. Затоа рековме, ајде, луѓе, ќе ставиме рака и да почнеме на некој начин се од почеток. Што значи тоа? Да коригираме таму каде што може да се коригира и да се спроведе, сега се изменили законот за просторно урбанистичко планирање, каде што се изменија некои работи по мене во позитивна смисла, и со тоа да ги премениме тие позитивни работи и во новите планови кои што ги работиме. Конкретно недостатоците кои се и дали сега ревизијата која што ја правите се прави нов план или се прави само ревизија и ги поправате грешките, оти тоа е различно. Значи, и дали ќе платите повторно пари на Еве гледате реакцијата на граѓаните кога се кажа 100 катници, 60 катници. Тој момент кога бил носен планот, ја не се сеќам дека тогаш имало некакви реакции. Сега само да докажам. Кога се цртал планот, кога се носел, ја не знам, бидејќи тоа од 2008 па 2012 нешто се смалило, тогаш немаше никакви реакции. Вајда луѓето не биле запознаени, после Скопје 2014 луѓето почна да стануваат свесни што значи нагло менување и, ајде да кажам, уништување на општина Центар или на градот Скопје. И сега луѓето на, кој што кажа Мартин и Писарев, на се што ќе се прави, се реагира. Ние заради тоа рековме, бидејќи е изминато многу време, таму се цртани некои работи, дајте да седнеме и да видиме што е најдобро. Има различни идеи, додека не се издоговориме, не се утврди што и како треба да биде, тој план ќе биде под мораториум, како и Прашањето ми е дали правите нов план или само го коригирате и ги се работи исправате скроз грешки. нов план. Значи ќе платите нови пари на истата проектантска куќа која што и претходно го правила. Без разлика дали е иста или е различна, на секои 5 години треба да се прави нов план. Зошто? Затоа што имате усогласување со генерален план, имате некои нови работи што се случуваат, така да на секои 5 години треба да се работи Овој нов нов план. план ќе има површини за градење вцртани? Кога ќе дојде планот до таа фаза, ќе се види што и како е планирано. Не можете од старт да кажете, нормално ќе сега се вадат подлогите, се кажува што имаме таму предвидено, се гледа и генералниот план, се гледа политиката на општина Центар. Тука нормално добре дојдени се мислењата на стручната јавност, на граѓанските здруженија, да си го кажат своето мислење што може да се направи. Тука малку пауза ќе направиме да го повикаме разговорот со министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски, кој што го сними колегата Сунај Сабриовски, кој работи цело време на оваа сторија. Господине Сугаревски, јавноста бурно реагира во делот на парцелата наспроти градскиот трговски центар, конкретно за сумата 312 евра по метар квадратен. Дали сметате дека ова е реалната цена која што е постигната? Значи, јас вчера имав прилика да ја доставам документацијата комплетна на сите заинтересирани новинари кои што дојде во Министерството за транспорт и врски, и таму многу јасно може да се види како е договорот склучен, таму може многу јасно да се види уредбата на владата на Република Македонија согласно која што се утврдува цената на продажбата на градежното земјиште, односно до оформувањето на парцелата, така да тоа не е тоа дали желба дали јас сакам да биде повисока сумата или да биде пониска, туку станува збор за утврдување на методологија врз база на која што се утврдува, врз база на стамбен простор толку, врз база на деловен простор толку. Така да тоа не е желба моја, тоа не е преговарање такво класично во 4 очи, туку тоа е утврдување на непосредна спогодба согласно законот за градежно земјиште кој што дозволува да со формирањето на со имањето на 30% од градежното земјиште да може да се дооформи парцелата согласно непосредната спогодба која што се склучува со државата. Што не е, тоа е согласно уредбата која што 2016 година. Лично според вас, дали ова е реална цена? Ама јас видете, не зборувам овде дали е реална цена.
за тоа земјиште, она што го пишува во уредбата е применето. Затоа ве прашувам дали реално според вас динамиката. Јас знам што сакате да ме прашате и кое е иницијалното ваше прашање, меѓутоа како што вели уредбата за дооформување на парцелата, така е постапено од страна на Министерството и на владата. Тоа беше единствениот начин како што може да постапи Министерството, бидејќи имајте во предвид дека и Државното јавно правобранителство, кое што ги штити интересите на граѓаните на Република Македонија, даде позитивно мислење во врска со донесеното решение за дооформувањето на таа. Па ќе ве прашам, како од позиција на министер, дали сметате дека ова е реалната цена? Јас од позиција на министер сум да постапувам, се разбира она што го дава законската регулатива, она што го дава уредбата. Не да Зошто не ја променивте уредбата? Лични проценки да правам. Значи се разговара со уредбата, тука станува збор за една ситуација која што сакам да ви ја соопштам, а тоа е дека конкретно во ситуацијата општината Центар се уште ги нема превземено надлежностите за управување со градежно земјиште. Тоа е отпочнато во фаза, треба таа да заврши, бидејќи во другите општини каде што се управува со градежното земјиште, тоа го прават општините, без разлика дали е министерството, согласно средствата кои што се слеваат во буџетот на Република Македонија или средствата би се слева во град Скопје и во општините. Зошто не побаравте промена на уредбата? Конкретно зборувате за ова локација, па ние годишно имаме стотици предмети кои што се решаваат низ Министерството, вакви предмети за кои што ме прашувате. Предпоставам дека заради локацијата само ме прашувате, не ради друго. Затоа прве прашувам дали ќе побарате промена на уредбата. Ќе направиме уште една анализа врз база на која, затоа што уредбата која што се носи во владата на Република Македонија, владата ја носи уредбата, не ја носи Министерството за транспорт и врски. Дали вие ќе побарате? Ќе побараме дополнително да видиме со анализа и да утврдиме дали навистина треба да има промена на уредбата или не треба да има. Прашувам од причина што критиките кон јавноста се насочени токму кон вас во делот на утврдување на цената и една од критиките дека работите како и претходната влада. Не, како претходната влада апсолутно не работиме, тоа сум го кажал во неколку наврати, јас и тогаш кажав, можат сите од кога сум министер од 1 јуни, значи 2017 година, постојано во средби со новинарите и секаде ги повикувам сите институции кои што се заинтересирани за моето работење, пратеници, новинари, било кои, слободно да го проверат моето работење од 1 јуни 2017 година наваму. Сосема за крај, уште еднаш ќе ве прашам, дали сметате лично дека оваа цена е реалната, бидејќи Јас тој кој што треба да утврдува, тоа се прави согласно уредбата, бидејќи согласно процентот на стамбен дел и на деловен простор кој што е даден, се утврдува цената за таа методологија. Јас не можам да издадувам личен став дали е тоа малку или е многу. Добро, зашто не побаравте претходно промена на уредбата? Заради овој случај само. Значи, ви пак ќе кажем, имало ситуации, стотици ситуации, каде што говорите конкретно зашто не побаравте претходно промена на уредбата со која се утврдува цена? Само заради овој случај ме прашувате. Не, мислам дека го расчистивме ова прашање. Уредбата, согласно уредбата како што е, така е постапено. Ја не сум знаел дека тој предмет ќе дојде тука. Тоа е барање понесено. Можности кога се обратија. Не, ова е единствениот, тоа сакам и да ви кажам. Значи, ова е единствениот начин како може Министерството за транспорт и врски да води. Сето друго од сега па натаму е во рамките на општина Центар, во рамките на планот, односно деталните урбанистички планови кои што ги има за таму и со евентуално ревидирање на тие планови. И ќе разгледате можноста за промена на уредбата? Да, ќе ги разгледаме сите, ќе направиме функционална анализа на она што ќе значи промена на уредбата, да видиме дали треба да се промени уредбата или не. Благодарам. Благодарам и вас. Зад сме во студиото, министерот она што го најави е дека ќе се прави анализа и на уредбата околу тоа по која цена би се продавале и локациите во иднина. Дановиќ, сметате ли дека оваа цена е соодветна од 300 евра по метар квадрат? Дали сметам, значи треба пред малку го започнавме муабетот, има моментот што е кога продавате чиста државна парцела, тогаш оставате се на лицитација, каде што давате да се надава и нормално кој ќе ја понуди највисоката цена, тој е добедник. Тука е моментот што законот дозволува, например, кога имаш над 30% да можеш да го откупиш, си има некоја пазарна цена која што се пресветува. Дозволува, законите не Знам, се сменети. Ама сега ќе поставаме на друго прашање. Еве ќе земе законот за легализација. По мене скроз неправеден. Зошто? Затоа што некој кој што направил куќа пред 2011 сега плаќа 1 евро по квадрат, а некој што сега почиња да гради куќа плаќа, не знам, 120 евра по квадрат. И сега кажете ми која е праведноста тука. Значи, јас сум многу реален и се соочувам со тоа, ама тогаш државата одлучила, бидејќи немало урбанистички планови, се граделе куќи како што се граделе, решиле дај да ги легализираме за да се добијат правен статус, на граѓаните ќе им понудиме по 1 евро по квадрат, зборам за куќа, да може да се го легализираат. Сега тој што гради
после законот за легализација гради со плаќа 120 евра Ама по не може квадрат. да ги споредувате сега граѓаните со... Не, ви кажам, кога збориме за законските овде се работи прописи. За... Се Би сложувам. бил голем бизнис Се за сложувам цена од 300 евра зборуваме. И па, кога ќе земете, например, некој што легализирал куќа, а после тоа, например, му е исцртано и тој добива огромна вредност. Некој што изградил куќа на одредена парцела, каде што после била исцртана, не знам, поголема површина, тој, например, направил куќа од 500 квадрата, ја легализирал 500 евра, си го дооформил земјиштето, бидејќи може да си го дооткупи, и после тоа дал на инвеститор. Не е само за кои има и објекти. И објекти. 5000 квадрати што се легализирани. Тоа сам ви кажам. Тоа сакам да ви кажам. На жалост, ние имавме таква наследена ситуација каде што државата одлучила да тие луѓе кои што живеат, вие не можете сега имате еден куп објекти кои што, например, се легализирани со таа вредност. И вие ги ставате во Ама неравноправна... вие, Богдановиќ, значи, зборувате за законот за легализација, кој што патен само го продолживте. Значи, не, справиме само споредба. Не се продолжи законот за легализација. А рокот за легализација Не се продолжи законот за легализација, си остана до 3.3.2011, само заради насобраниот број на предмети се продолжи за да се поднесат, да се поднесат документи кои што, например, фалат или недостасуваат. Пак ќе кажам, во централно градско подрачје треба да биде цената на вистина повисока. Но, верувајќи дека во процедурите кои што се одвивале за да се средат некои, да кажам, имотноправни, конечно да дојдеме до еден ред, ние поминуваме во една фаза каде што дивоградби се легализираат, нерасчистени дворни земјишта, па се оставаат да си ги дооткупат. Кажете ми што е помалку важен некој човек кој што, например, си го дооткупил земјиштето, изградил на државно земјиште куќа, си го легализирал, после си го дооткупил за 1 евро. Исто, дооткупил државно земјиште. Значи, правно, ако ги гледате, јас не се согласувам со тоа. Вредноста треба да биде многу поголема. Ама имате и овде закон кој што, например, некои луѓе ги донесува во порамно правна положба, им дава олеснети околности. Имате некој што сега, например, ќе сака да откупи, треба да лицензија да го искача. Не се согласувам. Ама, на жалост, сме имале таква фактичка состојба која што ние после сме пробувале преку законите, преку носење на планови и така натака да ја прилагодиме за да можеме некаков ред да воведеме. Истото прашање? Не. Нема што да дискутираме. 300 евра е малце. Мислам дека треба да завршиме со цената, дали е малце или не. Нема зашто да дискутираме тоа. Сарев? После свадба тупа ни е уредба на министрот. 300 евра ја ќе ги купев, ја и Мартин ќе купевме за по 300 евра квадрат од центар. 100 квадрата, 30.000 евра и ќе си правиме голубарници. Мислам смешна е цената од 300 евра квадрат. За најстрогиот центар на градот, за тако дале, тако дале. Значи тоа е корот на Скопје и 300 евра квадрат, не смешно. 300 евра. Прашањето е сепак Значи, се отвара. Не можеме да го занемариме како такво дека се отвара. Сигурно Така. можеме да го занемариме. Прашањето е дали овие луѓе што се собрани овдека се тие компетентните што треба да одговорат на тоа прашање. И да прават анализа дали е по процедури или не е по процедури. Затоа викам, мене лично ми стои дека е малце. А мене ми стои дека тоа не требало да се продаде без да знаеме точно што ќе биде, колкаво ќе биде и како ќе изгледа тоа таму. Ќе биде 200.000 квадрати. Да, ама што, како? Со неколку опции. Со неколку опции кои што не знаеме Сега како. јас ви кажам, по анализа, 60 катница не може да направите. 200.000 квадрати за да ги направите, треба да направите 2.500 квадрати паркинг места. За таа парцела дадена, да не ви ја кажам цела анализа, по бюро денеска ми ја направија, треба да направите 10 ката подземно паркирање. Секое ниво подземно под второ ниво, значи трето ниво, кој ја качува цената на квадратот на коштање на зградата многу. Четврто, уште повеќе. Така да илузорно е, сега на овој план, не мора да правите никаков мораториум, може да му го дадете на некого, ако успее да направи 200.000 квадрати, ала да му. Не може да направи. Затоа што плановите не се дадени вака, него плановите вика имате можност да направите. Дали ќе направите нешто што е високо, па ќе има доле дел, ама треба да соберете паркинг места за тие квадрати што ќе ги направите. Може некој ќе каже, да, ќе правам 10 ката надоле и квадратот нова горе ќе кошта 15.000 евра. Супер. Ако ги продае 200.000 квадрати по 15.000 евра во Скопје, алал да му се парите. Еве ви кажам.
Значи ја не верувам дека тука може да биде поголема од 20 ката зграда. И дека ќе се движи негде околу 100.000 квадрати. Пазарната логика ја нема во планот. Прашањето е зошто некој ставил 200.000 квадрати таму. Тоа прашајте се. Дали до сега, еве сакам тоа да го повлечам. Цело време збориме урбанисти. Дали некој ги викнал и ги прашал бидејќи урбанистичкиот план е авторско дело. Автори се Бојан Муличковски, Искра Ефремовска и Ана Петровска, мислам. Дали некој отиде, што ви била идејата? Има ли некоја идеја? Дали некој воопшто новинар, ја не чув изјава од Цугаревски, од мене, од Писарев, од градоначалникот, од Бил... Не, збориме јавноста. Јавноста прозива. Јавноста не го прозива режисерот на филмот. Го прозива продуцентот на филмот, камерманот на филмот, сите околни, гледачите, кино операторите. Режисерот не го прашува за филмот што сакал да каже. Сега има нов режисер, Мартин. Не. Нема. Зашто сега, како не сега се изработува нов доб? Сака да стариот, ама зашто се 200.000 некој го квадрати? снимил тоа таму. Тоа сака да кажеш. Некој го снимил, дај да го видиме зошто си го снимал. Објасни го која ти бил концепт. Значи има авторско дело е дупот. Не можеш да го земеш ти и да го дадеш по твое име. Вики авторско дело. Како што и проект мој, авторско дело. Можеш да го земеш, после го направиш на друго место. Добро, не можат медиумите и јавноста да бидат виновни што не ги викнале, ако тој веќе е одобрен план и ако сега се менува. Значи одобрен, затоа Одобрен 2012. мислам дека треба да се одобрен тој план. Конкретно да се праша авторот на делото. Исто за Скопје 2014 кога беше не беа прашани авторите на делото. Може има пробувавме да ги прашуваме за многу Може работи, има авторите на приказка, делото не не знае. сака да одговараат. Точно. Не сака. може би има. Беа Точно прашувани пробува, за Скопје 2014 беа прашувани, одбиваат да одговараат. И сега не знам дали би одговорили, не мислам тоа не. Видите, не е лошо, убава идејата да стварно на вистина луѓето што го работеле, бидејќи тоа е ние знаете како распишуваме јавна набавка, се јавува и он ти кажува отприлика тој простор како треба да изгледа. Советот го аминува тоа или не. Во тоа време 2012 било аминувано да биде 60 катници, односно да има 60 катници. Пред тоа било од 2008 да биде 98, подкровје приземја скоро 100. Така да не е лошо да се види концептот што бил, можда замислата која што имал, да ќе се образложат, ќе се ја кажат. Ја навлегувам од друг аспект, дека можда и намерно некој кажал, слушај, направи го тоа така. Еве имаме можност, после толку време како се планирало и не се планирало во Скопје, да седнеме сите заедно да се вклучат и тоа да се кажат отприлика како тој дел од градот, но и другите треба да изгледаат. Ако повиците кои што ги упатуваат и дел од медиумите и граѓанските невладините организации таму да има парк. Повторно ќе се вратам на обештетувањето, бидејќи ме интересира некоја Во генералниот план не бе предвиден парк. Може да го побарате во 22 година. Тогаш ќе биде новиот генерален план се носи во Собрание на Република Македонија. Дали општина има право да Македонија. побара измена на генерален? Не, никој нема право, е закон генерален Тоа на план. 10 На генерален план, затоа малце се врејам. На генерален, како стручен човек се врејам. На генералниот план имаат работено многу стручни луѓе. Верувајте. Иако вака, знаете зашто се нервирам? Затоа што кога ќе се направи еве од општина Знаеме центар. на колку време се менува генералниот, Има вика криминал во урбанистичкиот план. И толку. Урбанистите прават криминал. Не прават урбанистите. Еден човек направил криминал. Кажете го кој е, со иницијали, не може да ги обвините сите. Предходничка во агенцијата, во Асоциацијата за архитекти, токму за Дупце 8 вели, кој деновиве е главна тема, очигледно работен по нарачка на нечии лични интереси, што не изненадува, бидејќи за жал, урбанистичкото планирање кај нас е сведено исклучиво на борба за квадрати и профити. Ова е од Сања Јовановиќ. Значи, јас зборувам за генерален план. Генерален план, не верувам дека некој влегол во генерален план. Не се разбравме околу генералниот, знаеме на колку време се минува барем. Значи, приказката е дека дупот нов што се прави, мора да биде во согласно со генералниот план. Во моментот, плановите сите, всушност, она што го прават во општина Центар, е дека
деталните планови не се во согласност со генерален план, не само во општина Центар. Прашањето ми е обештетување колку би се проценило дека би треба да се плати само за оваа локација по сите оние повици на невладините организации, граѓаните таму да нема тоа едноставно се кажува. Профитот колку би бил на човекот што би го изградил тоа, толку е обештетувањето. Тоа го имав ти за Скопски сајам, која беше дека треба да се направи да се направи прочечна цена колку е заработката, зависи од локација до локација. Бараше, или 9 до 12 милиона беше проценката за зградата во аеродром, ова е X пути поголемо, значи рачунате. За конкретната, ако 200.000 квадрати, ако ги продавате по 1000 евра, ударите 20%, да не ви рачунам, толку би било обештетувањето. И тоа е легитимно, единствено легитимно, легитимен однос на возрастен човек, која станува збор, ова треба да се смени. Исто затоа ви го спомнав. За Скопски сајм дојде петиција да бараме да се стопира. Многу ми е жал за Скопски сајм, ама 2005 година се завршила работата. Да. И единственото нормално барање беше во јавноста би било да се барање до Зоран Заев да го откупи назад Скопски сајм. Тоа е единственото. Одиме тука куса со реклами, потоа се враќаме назад во студиото. Да, назад сме во студиото, Богдановиќ, Мартин Пановски, Никола Писарев. Уште една тема која што се отвара е инфраструктурата, односно која што би се изградила и како би се решил сообраќајен хаос, бидејќи центарот е практично блокиран. Како би се решило тоа сообраќајно решение доколку, а велиме јасно дека тука на оваа површина ќе се гради, само се уште не знаеме што. Сообраќајните решенија се нешто што го надополнува деталниот урбанистички план. Тие нормално од тоа што ќе пропишано се донесуваат сообраќајни решенија во зависност од тоа по сите оние мерења кои што се прават. Ние веќе пример работиме. Центарот и сега е блокиран од едно до друго место, стигнете вие заглавувате буквално у центар. Да, ама на пример имате точно дека на пример и зголемување на пример на одредени станбени или деловни единици предизвикуваат зголемен број на сообраќај, но имате и начин на кој што тој сообраќај може да го коригирате или да го регулирате. Така да тоа е една проблематика која што го црпи од тоа што го имате како фактичка состојба и вие само треба да направите нешто што го посакувате. Ние, например, работиме веќе на такви сообраќајни решенија во Дебар Мало, Буњаковец. Нажалост, не се работело многу на тој проблем. Има и начини со кои што може да се растерети, без разлика каква ни е фактичката состојба, зависи каква е интересот или на општината или на градот. Пановски, тука е предвидена и трамвај, конкретно на локацијата за која што збориме. Колку тоа може да биде проблем? Во врска со изградба на нешто, доколку трамвај има, мислам дека од аспект на инженерски све може. Од инженерски аспект све може да се изведе. Од аспект на сообраќај, дали тоа ќе се оптерети со оваа изградба или не, мислам дека сообраќајот во Скопје може многу брзо и лесно да се реши, со тоа што пак ќе се вратам ја на онаа законска регулатива. Во моментот важат закони за Скопје и за Струга, и за Маврово, и за Ростуше, за сообраќај исти. Ако ви се верува. Значи имате сообраќајници, не може да направи ништо и да сака да реши нешто, не може, бидејќи законите се такви. И ако ви текнува оние штрафирани паркинг места кои што реално законите пак зборуваме се менуваат и сега не е поминато малку време за да може да се смени некој закон. Пак значи тие закони несени од времето на Груевски. Не е битно кое време се. Од многу одамна. Проблемот е што сме ние едно тромо и мрзливо општество. Да се разбереме. Ние бидејќи имаме малце работи, ја некои работи сега си ги кажам, пак да се вратам на нашиот менталитет и за екологијата. Ние викаме, не треба да се гради затоа што е загадено. Не, луѓе, треба да се гради и да се чисти градилиште. Ние сме мрзливи. Како да кажете, нема да јадеме зашто не мрзи да ги измиеме садовите после. Градбата не е проблем. Проблем е што не сакаме да слушаме што треба да направиме. Во текстот кој што ми го прочита, е све анализа, нема решение. Цело време има, кој ќе видите, има ова да не се прави, ова да не се прави, ова да не се прави. Чекајте да кажете ми што да се прави. Или кажете, паркингот е добар. И тоа е легитимно. Само да надополнам тоа што го спомнуваме загадувањето. Имате
анализа кај што вика дека мислам дека така беше, над 58% од загадувањето доаѓа домаќинства кои што се греат на се и се што, пред се тоа се куќи. Имате момент каде што вие со деталните урбанистички, не зборам за висини за тоа, него вие со деталните урбанистички планови го решавате и тоа. Значи, предвидувате, например, топлификациона мрежа, предвидувате гасификација, со кое што, ако вие најголемиот процент од загадувањето, например, вие куќи кои што се греат на се и се што, ќумур, мазут, да не зборам понатака, тогаш вие што побрзо треба да се носат планови, нормално рационални, каде што треба да се запазат одредени параметри, со што луѓето би се стимулирале што повеќе или би се наложило во тој детален урбанистички план да се користи топлификациона мрежа, гасификација и така натака, и полека со таа урбанизација да полека ги намалиме бројот на домаќинства кои што се греат. Бидејќи возилата се на пример со, не знам, 15-20%. Само за да објаснам, во моментот за да направите куќа, не мора да донесете проект како ќе се греете. Тоа е една работа која е страшна во оваа држава. Правите куќа и не сте должни, треба да донесете архитектура, статика и електрика. Машинство вика како сакате греете се. Мора да донесете проект единствено ако сте на топлификација. Тоа е некоја работа што мора подитно да се смени, не само во Скопје, сегдека. За да добиете одобрение за градба, мора да приложите како ќе се греете. И фина инспекција ќе има, ако не се греете на тоа и тоа, онда ќе имате казни. Тоа може да го препишете и во планот. Ќе си препишете дека ќе се греете на тоа и тоа што не загадува. И во планот. Значи, јас затоа ви кажувам, фокусирајте се на деталниот план. Во деталниот план може да предвидите многу. Во деталниот план може да го решите и начинот на паркирање. Во деталниот план може да го решите и зеленило, може да решите и школу и градинка, согласно потребите кои што ги имате. Значи, во деталниот план, еве, например, за сообраќајните режими или за сообраќајните проекти. Ако вие во деталниот план уцртате и предвидите дека, например, ќе имате улично, надолжно, косо и едно друго паркирање, па тоа ќе биде резидентно само за станари, вие го решавате тој проблем со гужвата. Ќе кажете дека, например, наведено е дека можете наложено паркирање, потоа со правилник кој што ќе го донесе општината или градот, не е битно, ќе утврдите кој може да се паркира, вие ќе го решите, нема да имате гужва. Ќе се паркираат само станарите кои што живеат таму. Значи, гледаме дека буквално центарот е... Кај ќе паркираат тие другите? Ќе сватат дека тука не може да паркираат, бидејќи едноставно ако паркираат на тоа место или ќе имаат одредена санкција или ќе им однесе паја колата, тогаш ќе го решите тој. И луѓето ќе сватат дека таа зона е освен за резиденти. Значи, ете тоа го кажувам. Во плановите може и тоа го предвидувате. Предвидувате дека тротоарот ќе биде толку и толку, со тоа што треба тој просек да биде, например, за пешаци, толку треба за велосипеди и го решавате тој проблем. Значи, има простор кој што може да се решава. Затоа идеите, односно начинот на кој што треба да се планира, може да се уцртаат во самиот план. Ние тоа го решаваме. Сообраќајниот проблем кој што го имаме пред се со, ајде да кажам и динамичниот, но пред се и со стационарниот сообраќај за паркирање во Дебар, Мало и Буњаковец, сега сакаме да го предвидиме во плановите. Колку ќе предизвика дополнителен сообраќајен хаос идните? Да. Со оглед дека е јавен превоз колку па ако земе дека таа квадратура е колку отприлике Методија Шаторов Шарло улицата. Значи таа улица, клучката на Шаторов Шарло со булеварот овој што иде од железничка према оваму, значи 25 минути од Сабајле за излегување од делот на Стар аеродром, еднакво отприлике по број на возила, ако вамо имате 12 или 14 згради со 120 стана, тоа се, да речеме, околу 1000-1500 возила, и од другата страна уште толку, 24-25 згради се во тој на таа Шаторов Шарло од црквата и поликлиника на Сандански, па до железничка имате 25-6 згради, отприлике еднаква бројка на колеви се, околу 2500 возила, ви треба сабајле пола сат да излезете од таа точка нулта, од гаража од зграда, да се уклучите на булевар и да дојдете до железничка станица. Ете толку ќе биде. Значи не е можно да биде помалку и таму има совреќајни решенија, супер, има паркинг. Имате паркинг, вие паркингот ќе го решите. Статичкиот сообраќај, да, ќе копаат по цела парцела, ќе прават, ќе паркираат у ВЦ, колите ќе ги ставаат, ќе направите лифтови, сето тоа ќе се реши. Ама булеварот ќе биде ист, оној другиот ќе биде ист, се друго ќе биде исто. Значи, не е проблем. Паркингот, движењето на колите е проблем. Ајде и да го реши некако.
дупот паркингот. Не може да го реши дупот целото движење во Скопје, значи ќе биде хаос, као што веќе е хаос. Јас не знам, ја возам точак искрено, мене супер ми искачам од петок, поручек го јадам пола сат да искачам од Скопје, додам негде ван и унедела кога се враќам обично нема гужва. Генерално, ептена кога врне снег возам овако. Денес дојдов довдека до кај вас со кола затоа што нема гужва, стигнав од аеродром за 2,5 минути. Така да не знам, не може сообраќајот во Скопје треба, не може да го решава Богдановиќ, тоа го решаваш и Легов. Дали ќе прави надвожњаци, подвожњаци, нови закони, што и кажат. Тоа е друга прича. Дајте да се вратиме на парцела да видиме на што ќе личи тоа. Не, тоа многу поише ми е страв, него сообраќајот, налет сообраќајот. Во еден момент кога нема сообраќај, дали тоа нас ќе ни биде убаво таму? Дали тоа ќе биде еден простор кај што ќе биде ова што го викаат и медиумите? Мислам, во приказната тука сме негде. Во приказната сме тука, да, таму треба да има парк и да, таму мора да има некаков објект. Не може да биде ледина парк. Значи, во градски паркови имате објекти, и во други, во цел свет, во парковите имате разни објекти. Се дали ќе има таму домување и така дале, како што предвидува дупот. А мора да го ставите домувањето, зашто имате луѓе новомалци кои што мора да живеат таму. Не може да биде само некаква административно економска зона таму. Тоа треба, мислам дека тоа и муавето, а сообраќајот ќе се решава кога ќе се решава во еден комплет со тоа ќе се решава сообраќајот на микролокацијата на тој дуп. Ама тој дуп не може да го реши сообраќајот на цело Скопје, може само да го отежне, ништо друго. Да. Тоа што кажува писарев, граѓаните, вклучително подграѓани, подразбирани и приватни инвеститори, треба веќе да разберат дека одговорност не е само дома што си прават. Значи има поголема одговорност. Дури тој инвеститор кој што е таму и било кој следен, за ваков голем зафат, би требало да направи една презентација. Само иницијативно, никој да не го провзе. Би требало да каже, дечки, ја ова би сакал да го правам овдека. За да си напипа, прво не ми е јасно како не си напипујат терен, за дали ќе има купци или нема да има купци. Тоа е нормална пракса било каде. За ваков голем зафат би ќе станува збор за повеќе фирми, сега се, пред известно време во Париз, зафатот е приватен. Општината наложува да ја види цела улица. 4 различни инвеститори има. 4 различни инвеститори заеднички прават како ќе изгледа улицата. Значи имате 3D рендер, не само од едниот објект. И тогаш веќе се знае, тоа стои на билборд, сите го знаат, ја го знам, иако не сум жител таму. Го видов како ќе изгледа. Ќе идам за 3 години, ќе го видам, готово ќе видам. Мора да пројдеме на тој начин урбанизам, ако што е некоја демократска културно однесување. И само тогаш граѓаните ќе бидат реално способни да се вклучат, затоа што еве јас сум прошол низ процес на 15 промени на ДУП во аеродром. И сум бил вклучен во сите фази, сум одел по дебати, сум се карал, сум се борел, сум се тепал, сум викал дајте 2+ПК, 3+ПК да направиме умало, за да тоа личи, за да имаме трева, за да имаме јавен простор, во кава бруто површина и така дале. 7 години сум се борел со ветерници. За да ништо 10 спратница. Ондека, у црква 2. Меѓутоа, ако на луѓето им покажете како ќе им изгледа малото, дури на 3D модел испринтан, тогаш ќе знаат и ќе кажат сакам вака, сакам вака и сакам вака. И мислам дека е време, ако више Мартин ја начна темата, Богдановиќ исто така збори за промена на законите. Во новите закони, во некој идно, али многу скоро време, да ДУПот мора да предвидува и како точно ќе изгледа и тогаш дури да се дават и дозволи за градба и се за да знае и тој што купува и тој што гради, меѓутоа и оној кој што е жител веќе постоечки таму да знае што го чека. Да знаеме дали нас не чека овде жута зграда или ме чека бела зграда или ме чека стакло и челик или ме чека бетон или ме чека некакви зиплайнови и висечки мостови од зграда до зграда. Сето тоа луѓето треба да го знаат. Визуализација мора да постои затоа што обичниот граѓанин, оној кој што се прашува, не може да свати. Не може луѓе. Бруто, нето, не е тоа кафе. Не мора секојаш све да се праша народот. Не мора, апсолутно не треба да се прашуваат. Збориме за моја струка. Да. Тоа би било сега и докторите да прашуваат како да лечат пациенти и новинарите како да прават вести. Да, сакаш да те сечам со тупнаш или да те сечам со скалпер? Јасно, апсолутно се слагам. Затоа збориме. Конкурсот е тој. Конкурсот е тој. Каде што се покажува што и каде што се бира најдоброто решение. Да. Богдановиќ, кога ќе биде готов планот? Кога можеме да очекуваме да видиме што таму ќе се гради? Кога ќе финишира?
Па добро, планот не зависи само од општина Центар, зависи од повеќе институции, така да не можам да зборам во име на институциите. Ние ќе гледаме што е можно побрзо да презентираме од прилика што е тоа што го имаме. Нормално сите овие идеи кои што произлегуваат може да се вклопат за да учествуваме во, ајде да кажеме, на такво започнување на било каква фаза, односно доаѓање до одреден степен, за да после конечно утврдиме што навистина сакаме да биде. Планот се работи. Знаете, кога се работи еден план има неколку фази, неколку чекори кои што треба да стигнеме до целта, така да сега сме до прибирање на ние сите податоци, ажурирани подлоги и потоа започнуваме со реализација, се даваат работни задачи и ќе надлежностите во општина Центар кога ќе ги вратите, ги побаравте? Да, ние ги имаме побарано и претходно. Имавме ситуација да не во мое време, времето на Андреј, да се побара, но поради оние сите проекти кои што се спроведува, не се додели земјиштето, потоа беше побарано уште еднаш во 2017, ама тогаш само што се формираше владата, немаше формиран комитет за управување со градежното земјиште. Сега повторно имавме одлука на совет пред известно време. Мислам дека во најбрзо време на седница на влада ќе не биде конечно доделено земјиште за да може општината Центар да управува и да одлучува што ќе биде со државното земјиште. Мораториумот до кога ќе важи? Мораториумот важи сега до 14 декември, но ние го продолжуваме цело време. Прво беше на 2 месеца, сега решивме да биде на подолго време, со тоа што кога ќе добиеме готов план кој што ќе биде усвоен, тие планови ќе ги ослободуваме од мораториум, така да ќе трае се додека не се ревидираат плановите. Мислам дека на тоа забелешка имаат архитектите, но само уште едно прашање имам за Богдановиќ Кусо. Денеска стопиравте, односно го поништивте решението за изградба на катна гараж. Очекувате реакција на инвеститорот со оглед дека Па, знаете како, ова ни е второ поништување на одобрение за градба. Првото ни беше за шпанските скали, второто е за оваа катна гаража, која што требаше да го уништи тој парк. Сега нормално луѓе ќе реагираат, па катни гаражи да се реши сообраќајот. Моje мислење дека такви паркови како што претходно имавме уништувани кај паркобраните каде што беа, мислам дека треба добро, може и обратно да реагираат катни гаражи да нема у центар за да се растерети. Ние ги собравме сите оние правни аргументи и ја донесовме одлуката со која што целосно е исправна пред закон, така да имаме неколку такви случаи, не можам понатака да зборам, бидејќи тоа е процедура, треба да ги запазиме сите норми, затоа што се водат и одредени процеси во тој дел, но наша цел е сега дека што сметаме дека нешто би упропастило или би го уништило градот, дека тоа треба да се отстрани. Кои се само пановски околу мораториумот имате забелешки? Ја мислам дека мораториумот можеше да се заврши многу побрзо. Бих едноставно, мене лично ни стојат 3 проекти кои што ни стојат на стендбај, кои што не се спорни и така натака, и едноставно екзистенцијата на архитектите во Скопје е веќе на некој ниво загрозена. На шала сакам да кажам, урбанизмот ни е слаба карика у држава, ама најслаба карика ни е судство. По некоја логика треба да запреме со сите судски процеси во Македонија додека не го решиме судството. Разбирате, имате проблем кој што сега ќе се пренесе и во општина Карпош. Една анализа на план, независно кој ги работи, не сакам да навлагам. Една анализа на еден план се прави за една недела. За да го видите дека не чини. Ама анализа на план, ама да го смениш планот, знаеш колкава е процедура. 6 месеца. Епа, има време. Колку време е веќе мораториумот? Па скоро една година. Не, сега во декември ќе биде. Ќе славиме редовно. Сарав, вие коментар за мораториумот? За мораториумот јас се слагам да се стои. Мене ми е јасно тоа. Управо е делумно Мартин, меѓутоа за разлика од овде нема враќање. Отиде чапката ке летне. Направите зграда на 7 спрата, што правиме после? Не чинал, ама сега нема враќање. Вратете го. Вратете го мајчин дом зградата. Вратете во аеродром некој зградурина. Вратете во Тофталеџе ваму околу топлификација новите згради што ги прават. Нема враќање. Тоа кога ќе отиде нема враќање и затоа мора да се биде внимателен и затоа мене ми е окей тоа. Да, ви А благодарам. дури ако треба општините нека плаќаат пенали, нека тужат архитектите, нека им исплаќаат некакви бонуси затоа што не работат. Како може пола министри за седење дома земаат плата? Не е ништо страшно. Може. Така да мора да отстои тоа. Да, господа, ви благодарам на сите за гостувањето во 24 анализа. Вам ви благодарам за вниманието. Останете со нашата програма, следуваат вестите.